Почитувани мои, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата во Агол. Повторно се наоѓаме во ирскиот паб Даблин во Штип, каде е моја гостинка, овој пат е една млада штипјанка, има 20 години, уште малку 21 како што кажа, но таа нејзе ја карактеризира нејзиниот прекрасен глас. Може би некои ќе речат дека асоцира на гласот на Дженис Джоплин, Арета Френклин и така натаму, но таа има учествувано на многу надпревари, каде што можеше да го истакне нејзиниот глас, меѓу кои на X Factor во Бугарија. Таму ја нарекоа Александра Македонска. Со мене денес во Агол е Александра Македонска или Александра Кукушев. Добре дојде во Агол. Добро ве најдов. Јас сум Александр Кукушев, доаѓам од Штип, имам 20 години и пеам. И имаш прекрасен вокал. Па да, така викат. Така викаат сите што ти имаат слушнато. Кажи ми, почнуваме со твојот вокал, со твојот глас. Дали го имаш школувано до сега гласот или ете така просто си едноставно талентирана? Просто сум едноставно талентирана. Јас бев една година само на соло пеење, но тоа ништо не ми смени. Јас си пеам уште од мала и си го имам талентот и ми само повише вежбање и вежбање и вежбање треба за да се подобри биде. А вежбаш кога следиш некои од рок групите овде во Штип, кога имаат настав, или вежбаш по дома? Вежбам по дома, најчесто, а некогаш пеам и со групите овде и со нив ми се отргна тремата. Затоа да пееш пред поголем број луѓе? Да. И затоа повеќе немам трема, повише сум опуштена и подобро е. И го пушташ гласот до највисоките октави, да кажеш. Да, дефинитивно, затоа што сум поопуштена, немам трема, го уживам во тоа и мислам дека и другите уживаат со тоа и кога ги гледам сите дека уживаат, затоа јас и ја уживам исто со нив. Речи дека пееш од мала. Од колку мала? Па, може би од 5-6 годинки. Но никој не знаеше тогаш. Јас бев многу срамежлива. И не ни пеев дома, но знаев дека имам талент за пеење и од секогаш сум сакала да бидам пеачка. Но мојот талент се откри кога бев 5-то или 6-то одделение. Случајно музичко наставникот ми стави тројка и јас му реков као не ќам тројка затоа што јас имам талент за музика и тој не ме разбираше и некако го намолив и ми допушти да пеам. И кога пеев, остана вака и од тогај ме нарече Арета Френклин и ми рече дека треба да учам у Софија, Джез академија, затоа што имам таков вокал за блуз, за джез, сол. Значи точно ми била асоциацијата кога кажам најавата дека твојот глас асоцира на гласот на Арета Френклин. И од тогаш веќе сите знаат дека јас пеам, но не бев ипак тогаш толку опуштена за да пеам со групи или ова или она, но дома може би на училишни настапи некогаш? Не пеев, затоа што им беше срам. Имав трема. Но некако се опуштив. Се опуштив со Hotline, дефинитивно. Штипска рок група. Така, да, тоа сакав јас да појаснам на гледачите. Станува збор за штипска рок група, која што во некоја од наредните емисии ќе имате можност да ги видите и слушнете членовите на оваа рок група. Александра пее често со нив, исполнува поголем број на номери. Ајде да наброиме неколку. Кои ти се тебе омилени, кои сакаш да ги пееш со оваа група? Па Proud Mary, Tina Turner, Gimme Shelter, Rolling Stones, I Love Rock and Roll, Sweet Dreams од Marilyn Manson верзија, Come On Down, Duran Duran, нешто AC/DC,
Born to be Wild. Значи во повеќе Да, жанрови да, музички можеш да се пронајдеш. Да, да. Во кој најмногу? Јас најмногу се пронајам во сол музиката и во джез. Тоа ми највеќе лежи дефинитивно. Затоа што таа музика ме релаксира, не знам, ми прави некое убаво чувство, се чувствувам со песната, ја доживувам песната, текстот и сето тоа, нели? Кога се договаравме околу емисијата, одлучивме да пуштиме дел од настап твој на, како што реков на почетокот, на X Factor во Бугарија. Да, X Factor Бугарија, тоа се одржа... Ќе разговараме малку подоцна за тоа. Сакам да кажам дека договаравме да пуштиме дел од настапот на X Factor и дел од уште еден твој настап заедно со Hotline, мислам дека беше на Jam Session пред неколку години во Штип. Да, и Александар Михајлов 3 пати на ден. Да. Она што го кажа пред да почнеме со снимањето е дека би можела да запееш во текот на емисијата нешто. Па е да ги изненадиме и гледачите да слушнат во живо како Александра пее. Може Summertime. Може. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. Now hush, little baby, don't you cry. Well, one of these mornings you're gonna spread your wings. So hush, little baby, don't you Одлично. Сега предлагам да го видиме твојот настап на X Factor, а потоа ќе разговараме како дојде до тоа да настапуваш таму, како се пријави за учество на тој настан и за останатите твои учества во повеќе музички програми. Да ја видиме и слушнеме Александра Кукушев на X Factor. Possibly care, honey, no I did. Each time I tell myself that I can't say no. Oh, I'm gonna show you, baby. Woman can't return. Won't you say, come on, come on, come on, come on. Take another little piece of my heart, oh, baby. Break another little piece of my heart. Yeah, have another
Како дојде до тоа ти да настапуваш, да бидеш дел од X Factor и тоа во Република Бугарија? Па, мојата сестра учеше во Велико Трново во Бугарија 5-6 години и таа нон-стоп ме тераше да идам во Бугарија, да се пријавам на некое шоу, но јас секогаш велев као не сакам, знаеш, не ме знаат луѓето, не знам, некако не стикав. И некако дојде лани до тоа, ми рече, те молам пријави се. И јас си викам на неа као, добро, ајде пријави ме. И таа ме пријави на интернет, имаше една страна каде што се пријавуваат. И од тоа дојде до повик и ми се јавија и ми кажа дека сум примана затоа што имав видео пуштено. А додека те пријавуваше, освен личните податоци твои, испративте ли некоја снимка од тоа како пееш? Да, имаше снимка, испративме снимка, но не се сеќавам точно што пеев таму. И затоа и ми се јавија да ми кажат дека сум примана и ми кажа во јуни некаде да идам. Отидов на аудиција. Аудицијата беше без публика, без ништо, само дел од некое жири и пеев At Last од Ета Джеймс и Дженис Джоплин Piece of My Heart. И испеев и тие ми кажа дека треба да дадам некој репертуар од неколку песни и дека ги се јават до крајот на 15-16 август. Да ги чекаме. Но чекав и ми се јавија на 5 август и ми кажа дека сум примана и да спремам песната пак Дженис Джоплин Piece of My Heart. И ја спремив таа песна, Матрица, и отидов на аудиција каде што нели има и публика и жирито главно. И отидов и нели пеев, имав многу трема, но ја мислам дека кога сум на сцената Јас не сум јас, само стигнати. Да, не сум јас. Посебно кога пеам, кога зборам, пак не е тоа, но кога пеам сум, не знам, толку сум опуштена, толку многу добро го испеам тоа што треба. И публиката стана на нозе, жирито исто така стана на нозе. Какво беше чувството? Толка бројна публика и жирито да ти стане на нозе? Јас бев во тој момент многу среќна, затоа што ипак тоа жири се занимава професионално со музика, со филм. Главниот X Factor е уствари тој Маги, кој што беше со длгата коса. И знаев дека нели знаат што да кажат, да ми дадат некои коментари дека го примам тоа добро. Не знам, јас кога ја видов публиката дека ме биндиса, дека им се допаднав, тогаш бев многу среќна. И биде сето тоа, потоа ми дадоа некој договор. Помина во првиот круг? Да, ми дадоа некој договор да се подпишам, па потоа отидов пак после неколку недели и имаше да снимаме интервју, па не поделија во неколку групи, ме поделија со 6, јас бев 6-та и 5 други девојчиња. Ни дадоа листа од песни бугарски и 2 англиски. Но јас се многу бунев за бугарската, затоа што само една знаев од сите тие и кажав да ја пееме Леди Мармалад, затоа што имаше на списокот. И тие се бунеа као неќеа, но некако дојде до тоа дека нели јас сум секако право и ја навежбавме песната, се поделевме и си направивме кореографија и чекавме цел ден, изоштени, изморени, но ипак нели биде сето тоа. Пеевме и не примаа сите заедно, затоа што таму може да ти кажат нели ти си приман, ти отпаѓаш, но нас сите не примаа. Утре дента требаше да пееме секој сам со некоја песна, но само со придружба од пијано или гитара. Јас одбрав гитара и ја пеев од Ета Джеймс I'd Rather Go Blind и се дадов душата, мислам, на сцената и на публиката и на жири, но ми се падна ментор да ми биде Криско. Знаев дека нема да поминам кај него, затоа што тој
мислам дека не ја обожава таа музика, но тој ме бендиса. Пред се мислам дека не си избирала таму која музика ќе ја пееш, Па која песна ќе ја пееш, туку но- да се види и да се слушне глас. Па да, но ипак тој мислам дека повише сака хип-хоп, R&B. Јас обожувам тоа, но пеев тоа што го правам. Тој ми каже дека со мојот глас сум ги изедела сите као, но седнав на столот, нели има 6 столови и треба од тие 6 стола да ги носат во куките каде што нели Judge's House као. И седнав на столот, но потоа пееше друго девојче и немаше место каде да седне, и морав да станам. Тој ми скорна и ми кажа ти испаѓаш, но ми е многу драго и мило затоа што јас бев единствена македонка и затоа што од 400.000 и нешто луѓе јас стасав до првите 30. Тоа е многу голем успех за мене и упознав многу другарки и другари и сега имам и многу фанови од Бугарија. Исто така се упознав со жири комисијата, со водителките. Знам, се сеќавам дека едната водителка дури плакаше за мене затоа што си одам и затоа што нели прекрасно пеам, но тоа е и си реков дали оваа година да се пријавувам, но не знам, уште размислувам на тоа. Кога се пријавувањето? Па негде околу крај на мај, јуни, тогаш. Но не знам дали да се пријавам. Мене ме многу терат од Бугарија, тие деца што сега ми се фанови, нели? Ми кажуваат као треба да се пријавиш и ова година, не е битно дали си ти македонка или не, ние те сите сакаме, ти многу убаво пееш. И ние Има сакаме, шанси, да. има можности да се пријавиш повторно. Да, има шанси, да. Овој пат со хип-хоп. Да. Ја спомнам во неколку наврати, ето Ева Джеймс. Джеймс, ајде, сега уште еднаш ако може да те слушаме како исполнуваш таа песна. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song. Oh yeah, yeah, yeah. At last, the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I can speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, when you smile, oh, and then the spell was cast, for you are mine at last. Ooh, Прекрасно. Благодарам. Оно што сакам да те прашам следно е, колку време траеше таа приказна во X Factor? Фактор. Па од до мислам дали ме прашуваш Значи, за јас од- кога бев или цело време колку Ти колку беше таму и каде беше сместена или патуваше постојано кога требаше да имаш настап? Тоа беше од јуни па се до септември некаде, крајот на септември. До тогаш бев јас. Веќе од октомври мислам дека почна и да ги дават емисиите на нивната национална телевизија. Да, имав јас престој во хотел Монтесито, но јас не ги разбрав дека треба да спијам тамука и затоа јас имав еден пријател кај што спијам
но Беше често упривата за патував. нешто. Да, но и често патував затоа што сакав нели дома да си дојдам, да се одморам, затоа што таму многу малку се спиеше, спиевме по 1 до 2 сата и цело време сме тамука и вежбаме, активности, да, и немаше време ни за спање, што се вика, не па да идеш да излаваш или не знам што друго. И затоа си бев кај еден пријател од Бугарија, во Софија, кој што живее, и ми беше супер. Подобро ми беше него ли во хотел да спием. Мислам, тој хотел е убав, не викам дека не, но имаше многу луѓе и го отстапив моето место на некое друго дете. Оствари ли контакти, рече се запознала со членовите на жирито, оствари ли контакти со некои другите, да речем, релевантни лица таму во Бугарија, кои што се поврзани со музиката или со создавањето на имам многу пријатели на Facebook кои што ги следам и пратам. Тие се некои исто така музичари. Го имам тој, не знам дали го знаат овде, Графа. Тој прави музика хип-хоп, R&B, но тој е сосема друг од Криско. Криско е нешто подруго од него. Го имам и Криско веќе. Не знам, јас мислам дека ако ипак би сакала да правам музика, би правила во Бугарија, да, затоа што таму да, тоа и ми беше токму прашањето дали оствари некои контакти со кои што е понатаму кариерата би ја развила во Бугарија. Не остварив, затоа што премногу се зафатени со нивни пејачи и пејачки тамука што снимаат и затоа сега ако планирам нешто да правам музика, јас би сакала да идам во Бугарија таму да правам, затоа што таму се многу позаангажирани, затоа што нон-стоп прават видеа, снимат спотови и нон-стоп прават музика. И таму като се слуша, го пуштат и во диска, и во кафичите, и затоа многу би сакала там да едам да правам музика. Одести доколку повторно се пријавиш на X да, Factor, се повторно пријавам, мислам дека ќе биде тоа пак да оствариш стварно контакти со некои што се релевантни во таа област, да ти помогнат на некој начин. Да, овој пат ако се пријавам би сакала да стигнам до живо, затоа што тоа ми е неостварена желба да пеам во живо. Да ми дават они песна, да ми одберат, за да видам како е кога некој ти дава друг стил на музика, жан, нели? Не си бираш сам песните и кореографија има таму нели што вежбат за да играт на сцената и многу би сакала да ми се оствари таа желба, па ако се пријавам оваа година би сакала и тоа да се оствари. Се надевам. X Factor не е единственото музичко шоу на кое што имаш ти учествувано. Имав учествувано во Идол 2010 година, ако не се лажам. Тогаш нели беа во жири Игор Джимбазов, Калиопи и Тони Михайловски. Таму исто така бев до првите 20 или 30, така да речем. Од колку вкупно? Па имаш ли представа? Таму имаше помал број од Бугарија, нели секако, но не памтам точно колку. Бев и помала. Исто така тамука тука имаше аудиција во Штип. Потоа во Скопје и од Скопје имаше во Охрид. Во Охрид бевме 4 дена во различни хотели и исто се одвиваше како нели во X Factor од сега, пак со група да пееш, пак сам да пееш, но и таму не стасав до живо. Затоа што бев многу мала, ми кажа Калиопи, на мене и на сите други што беа 15-14 години, 16, дека не можеме сега да бидеме затоа што сме многу мали, затоа дека треба да напредуваме се уште, да вежбаме и да се пријавиме, нели, после некое
време. Доколку има повторно да, овде. но немаше нели повторно и затоа и не се пријави. Затоа гледам на понастрана каде што е нели Бугарија, не знам. Српскиот X Factor не сум се пријавила, но и не икам затоа што не знам, на мене не ми се допаѓа искрено. Јас го сакам бугарскиот X Factor. Во Бугарија и има емисија, нели, Бугарија търси талент, нели, Да. Бугарија тражи талент као кај нас. Само кај нас ја нема таа емисија, ја има нели во Србија, но Бугарија е Бугарија за мене. Таму кај има музика, таму кај има артисти што прават добра, компонират добра музика, текстови и дури јас знам дека многу странски пејачи одат во Бугарија за да снимат спотови. Нели, као знам за Джеси Джей, за Nobody's Perfect, дека ја снимам во Бугарија, во Софија спотот, затоа што имат многу добра продукција, камери и сите тие работи, нели? И затоа мислам дека Бугарија ми е на прво место за тоа, за музика. Се надевам дека ќе ти се оствари Да, желба, и дека јас ќе се се надевам, исполни сонот. само треба упорност, дефинитивно. Само упорност. Да, ако не пробаш, Не нема да знаеш, знаеш. да. Така е. Освен солот, кажа ти на почетокот дека сакаш сол да пееш, сакаш да пееш и рок. Да, сакам Рок да пеам и рок композиции. музика. Рок почнав да пеам со Hotline, нели затоа што они се рок група. И се опуштив некако многу повеќе со нив, веќе и тремата ми ја снема. Имав трема на првите 2-3 свирки со нив, но потоа ми ја снема тремата и затоа сега сум опуштена, а пеам рок песни, нели као John Jett, I Love Rock and Roll, AC/DC. Предлагам да го погледнат гледачите второто видео кое што го подготвивме. Да, тоа е од Jam Session Да. во Дом на млади. 2012 или 13 година, не се точно сеќавам. Ајде да видиме повторно и слушнеме Александра како пее во живо со рок придружба од рок музичари, па потоа ќе продолжиме со разговорот на секако тема поврзана со музиката, со нејзината досегашна, да речем, кариера, досегашна љубов кон музиката и со нејзиниот минатогодишен настап на Макарство Штип.
Како што реков, го продолжуваме разговорот со Александра Кукушев од Штип, овде во Штип, во ирскиот паб Даблин, и тоа да ве потсетам за Макфест. Александра минатата година учествуваше на Макфест, фестивалот на музички номери во Штип, па да го споделиш со нас искуството. Како дојде истото прашање, како дојде до тоа да настапуваш ти на Макфест? Па, јас за Макфест знам дека е, нели, добро, но, нели, не секав, но ми се јави еден композитор, аранжман од Штип, Марко Пелович, и ме праша дали сакам, нели, да пеам на Макфест, дека има некоја песна. И Соодветна на твојот глас? па да, соодветна, но Се пронајде ли во песната? па искрено не баш. Затоа што јас ја сакам македонската музика и сите тие, нели, но на мене повеќе ми лежи да пеам странско, тоа го знам. Песната беше убава и се викаше "Ова е крај". Композицијата беше аранжманот на Марко Пелович, текстот на Наташа Станчева, и отидов, нели, ја правевме песната некое време, можеби 3 месеца до 2 тука некаде. Ја снимавме, ја правевме и беше доста тешко затоа што јас досега немав снимано, нели, во студио и моја песна, и затоа и тоа е ново искуство. Беше, нели, добра песна, но дојде време за Макфестот. Ја испративте на конкурсот, ви кажа дека е и оправдано. не прима, и, нели, Макфестот беше во јуни. Се спремавме, нели, отидов да требаше, нели, да пеам. Првата вечер бе втора поред, мислам дека да. Имав многу трема, затоа што ипак, нели, пеам во мојот град и на Пред Макфест. сограѓаните, Да. Макфест и е гледа цела Макфест, Македонија, да, се пренесуваше во живо. Да. И ја испеав песната, имаше, нели, проби секој ден. Одев на проби секој ден. Песната, текстот беше убав, многу убав, но јас не се пронаѓав многу во музиката, во ритмот некако. Јас затоа што пеам, нели, сол и ова и она, но не знам, таа песна ми е убава. Јас видов дека неколку души ја пеат, ја пуштат. Неколку мои другарки ја знаат песната, ја пеат, и тоа ми се допаѓа многу. Макфестот е за мене ново искуство. Пеев, нели, првата вечер, втора поред, и требаше да се дознаем дали одам во финале. Гледачите гласале за мене, нели, и влегов и во финале. Таму требаше да се одбереш, да си влечеш, за да видиш која поред ќе бидеш. Така. Извлеков да бидам предпоследна, мислам, да. И пеев предпоследна поред. И потоа имаше забава и ова и она. Мислам дека Бојана Танасовска победи. Да, мислам. Имаше многу убави композиции. Мене искрено ми се допадна највеќе на Евгенија Чанчалова од Куманово. Не знам како се викаше песната, но таа песна ми беше најдобра. Мислам дека таа требаше да земе некое место. Мислам дека трето зема, но не знам. Каков беше твојот резултат на Макфест? Па, мојот резултат поени или... Па поени, мислам дека колку што се сеќавам после Макфест имаше доста некако незадоволство од твоја страна. Не, јас не се... Поврзано со гласањето или Јас со... не се бунев затоа што бев во... Како да ти кажам, во шок, затоа што, нели, трема. Јас
не ни сакав некое место да земам, јас сакав само искуство да створам за дека сум пеела Сепак на Макфест Макфест. е фестивал со традиција. Мене ми беше само мило што стигнав до финале да идам да пеам втората вечер. Тоа ми беше многу добро. Знам дека моите пријатели и сите тие што гласале за мене се бунеа затоа што гласале, но покажувало као да има 0 поени, не знам. И затоа не знам како сето тоа се одвивало. Мене јас бев задоволна затоа што влегов во финале и мене ми тоа беше супер. Ова година нема да Ова учествуваш на година нема Макфест? да учествувам на Макфест. Ова година само планирам да идам да слушам, но да учествувам не. Повеќе планирам да учествувам пак на X Factor, но нели, се со тек на време, не знам. Помеѓу време ќе настапуваш со штипските рок групи. Да. Каде имаш настапувано освен во Штип? Во Струмица, во Прилепна пиво фест. Имам пеем и во Скопје, во пивница мислам, во Делчево, во Велес и Кавадарци, не знам, мислам дека и Кавадарци. Толка негде, толку се. И како те прифати таму публиката? Да, многу добро. Секој пат велат дека сакат повише јас да пеам неголи пеачот, што е. Мислам, затоа што луѓето се забавуваат, луѓето го сакат и пеачот. Ама добро звучите ете со Да, но некогаш, пеачот, нели, некогаш заедно пееме, имаме неколку песни заедно, но потоа имам и јас некои соло точки. да, соло точки, затоа они сакат уште, сите викаат уште. Но Па немој да престанат членовите на Hotline да те носат со да. наступ. Сега треба да вежбаме неколку нови песни со нив, затоа што одамна не сум пеела со нив, освен сега кога пеев на Jam Session во Дом на млади. Некако се оддалечив од сите, затоа што сакам искрено да правам нешто свое, авторско, но не знам, се со тек на време и тоа ќе биде. Само авторско ако правам, мислам дека ќе биде на англиски. Македонски не. Има ли шанси за такво нешто? Имаш ли контакти со некој? Да, има шанси. Не ексклузивно кажи ми, хвало. Има шанси, но не ќе да именувам имиња, но има шанси да биде нешто од тоа. Па се надевам дека ќе испадне нешто добро. Се подготвува веќе, наскоро може да се очекува? Не, се уште не се подготвува. Како? Може ли наскоро да се очекува да слушне нешто? Па наскоро летото можеби. Во летото. Планирам до тогаш да биде готово нешто, неколку песни или некоја, не знам. Но да биде на англиски. Со некој од Штип или Не. Со еден човек од Америка. еден човек од Америка? Добро. Како и да е, сакувам да ти се оствари и тоа. Да имаш уште многу твои композиции. Благодарам. Еве, ако што не сакаш на Макфест, на некои други музички фестивали да те гледаме, можеби на Евровизија некој? Па Евровизијата не е лоша идеја, да, јас би сакала на Евровизија да учествувам некоја година, но не знам. И тоа сепак мислам дека ќе се оствари некој ден. Ти предлагам да се пријавиш повторно за X Factor, што поголем број на луѓе да го слушнат твојот прекрасен глас и можеби оваа година ќе имаш поголем успех и таму. Се надевам и јас исто. Како и да ќе ни информираш. Да, обавезно. Повторно да се видиме ваго. Оди сме некаде пред крајот на емисијата. Ќе те замолам уште една номера да слушнеме од тебе. Да, може. Може би сакате нешто македонско да испеам. Ајде, која сакаш таа? Еден ден
ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си, што си, со кого не сакам да знам. Хеј, мислам, доволна. Доволна, одлично. Ти благодарам што беше дел од емисијата Благо. Јас ви благодарам на вас затоа што ме повикавте. Си поминав добро. Не беше страшно, не? Не. Немаше треба. Малку. Малку. Не е проблем. Веќе го скрши и овде мразот, Да. па се надеваме, како што кажав и пред малку, те очекуваме со промоција на твоја песна. Да, јас се надевам. Па, ќе се видиме секако. Секако Ќе ќе ве ми обавестам, така да. ќе ми информираш. Почитувани мои, ова беше Александра Кукушев од Штип, млада печка со прекрасен вокал, како што можевте и самите да слушнете. Завршуваме емисијата, знаете, со селфи со мојата гостинка, а ние се гледаме повторно во наредното издание на емисијата Влаго со уште некои познати музички имиња, односно имиња од областта на културата. Останете ми добро, се гледаме повторно.